Пред да почнам со фотовлогот, сакам да апелирам до градските власти, односно до ние кои се надлежни за Националниот парк Јасен. Ве молам, ова место оставено на милост и немилост на несовесни граѓани е константно уништувано. Се прават скари каде ќе се стигне, се уништува флора и фауната, се фрла ѓубре било каде, претворено во депонија. Нашиот народ не знае како да се однесува со природа, затоа вие кои сте на власт, ве молам, step up и направите промена, спасете го Козјак. А пред да го пуштам интрото, погледнете овие фотографии кои се направени пред 10 години со стариот Никон и со стариот Канон од Козјак. Застанав тука за да ја покажам оваа локација, односно оваа композиција која имам фотографирана кога беше метеорскиот дожд. Баш овој дел го фотографирав и фотката искочи многу добро. Тоа беше прва најт фотографија, односно прва фотографија што сум ја направил со млечниот пат. Но доколку има некој од вас кој работи строго астрофотографија, би сакал да ми пише и некад кога иде на фотографирање да ме контактира за да идеме заедно. Да, идеме да хајкаме малце за да најдеме добра композиција за рисонце. Моментално кога се движам, сонцето воопшто не допира, затоа што има многу ниски темни облаци кои го сокриваат во позадина. Но има еден специјален облак над Солунска глава, кој да има сега еден добар зум 6-отка, ќе беше многу добра фотографија. Што ги има оние снежни остатоци на врвот, а целиот облак што го гледате таму е како топка, како мозок. А убавото е што околу него све е небесно сино, има само како мали наслаги на некои облаци. Но ќе пробам да идам до оној viewpoint од каде што се гледа браната, доколку сте биле не знам. И ќе пробам од таму да фотографирам, затоа што никогаш не се знае кога небото ќе се отвори, кога некој зрак ќе пробие и да ти помогне да направиш добра фотографија, како оној ден кога фоткавме у Скопје од Сабајле. Се приближувам кон првиот viewpoint, кон езерото и Солунска глава, и како што можем да видам во позадина, од тука не може да се види на видеото како да се разбиструваат некои облаци, но се уште ги гледам оние темните, кои се баш точно темни и длабоки, кои се баш онака на хоризонтот и не дозволуваат ниту еден зрак да пробие.
е крајната точка која планинарите низ овој viewpoint тука на Маунт Јасен. Ќе да земам камерата во раце, да не ми паднат работите, зашто сум на мала ивица. Целта ми е да ја ставам оваа линија да ми биде движечка во композицијата. Сте уште не сум сигурен дали ќе фотографирам landscape или ќе се наместам. Дали ќе фотографирам landscape или вертикално. Овдека е многу стрмно и не сум многу сигурен дека ќе можам да маневрирам од место на место и ќе го позиционирам овој големиот трипод со големиот брат да фотографира тука. Можеби со малиов, доколку не сум задоволен од оваа фотографија што ќе добиам тука, да се качам горе, доле, лево, десно, да побарам уште некоја интересна композиција докато имаме светло. Дебели облаци го покриваат хоризонтот, така да нема да имаме директно сонце да ни осветли значи деловите кај плажата, езерото, да имаме некои нијанси, но како што кажав, никогаш не се знае. Можеби тој облак ќе се тргне на нешто, ќе буф, еден зрак кој ќе осветли све позади нас и ќе биде тип-топ. Сега да го наместам триподот, затоа што правам грешка снимајќи го влогот и биролот пред да направам фотографии. Се монтирам и се пуштам на фотографирање. Сонцето почна да се појавува, но не може да пробие до ридовите што ни се тука пред нас. Пушти некој зрак, но не ме пушта наместна за да фотографирам. Фотката у хоризонтала, односно landscape изгледа топ, но ќе пробам се вертикално да фотографирам за да добиам оваа линија што ви ја кажував подобро, затоа што сонцето сега директно мава неа. Што би направил, но не сум таков фотограф, тотално би отстранил оваа брана дека што ни го руши целиот товар и landscape што го имаме пред нас. Но не сум таков фотограф. Што друго ќе пробам ќе се обидам да зумирам во езерото, за да ги добијам линиите, односно плажата, да почнуваат од корнерот, односно од аглите на фреймот на фотографијата. Така да тоа ќе имаме движечки линии кои ќе не внесуваат во композицијата, односно во езерото. И мислам вреди да се проба. Светлото ќе биде супер. Гледам дека се појавува, гледам дека тие длабоки облаци се тргаат. Чим го имаме ондека, ќе го добиеме и на таа страна што е пред нас. Барем еден зрак да допре, за да имаме онака разиграна вибратна атмосфера на самата фотографија. Ќе сменам локација, кидам на малце повисоко, за да пробам да избегнам браната и затоа што искрено дека два пати ќе паднев, ќе се лизнев сега, не ми се ризикува. Моментално фотографирам на 8 бленда. Шатър спидот е на 70, не, лажам, 40, но во секој момент ќе почнам да намалувам. Блендата ќе гледам да ја оставам негде на кај 7-6, од 5 до 6, од 5-6 до 8, бидејќи тогаш е најостра за мојата леќа. Како што кажав, за шатор спидот ќе идам што подоле, за да добиам кристално
рамно езеро и ако можеме да добијам некое движење на облаците. Но тоа се спонтано, значи знаете кога фотографирате, едно кажувате, трето правите, четврто искача. Така да фоткаме само е доволно да направиме некоја добра фотка. Завршивме со фоткање, спакувавме се што имаме. Сега ќе гледаме да убрзаме малце на кај дома, бидејќи почна многу да дува, а ние сме испотени и ќе убрзаме на кај колата. Имаме некој си мислам нека околу 2 км надоле. Влагаме кола, одиме на топол туш, топло чајче. Overall рейтинг на целото фоткање е 8 од 10. Имам едно 4-5 добри фотографии. Заради сонцето не беше баш како што очекував, но сепак дозволи да изфотографираме нешто добро. Козјак има потенцијал за секако видна фотографија. Значи тука буквално се доаѓа од изгрее сонце и се седи до утрената изгрее сонце. Тука денеска освен што правев локейшн скаутинг и фотографирав, барав и место каде што ќе кампувам за месец дена од сега. Сакам да дојдам на зајди сонце, да фотографирам, да одморам малце, да чекаме да дојде супер темница за да фотографираме малце астро и потоа да фотографираме изгрее сонце. Козјак и астрофотографија е совршен спој затоа што ниту малку светлина не продира до овие краишта и односно нема никаков light pollution. Значи за астрофотографија е измислено место, поготово ако има метеорски дожд, ако успеете да направите добра композиција, ќе биде епска фотографија. Пред да се одевам, погледнете ги фотографииве, се надам ми се допаѓаат. Тие што не се преплатени на каналов, преплатете се, да ме поддржите да правам уште вакви видеа. Доколку не ви се допаѓа, кликај дислайк, не ме посетувај повеќе. Ако ти се допаѓа, кликај лайк, следи ме на Инстаграм. Тоа е тоа. Како што кажав, Козјак, Македонија, да биде наш хештег, каде што ќе споделуваме фотографија од ова место и ќе пробаме да го заштитиме. Наставно да кренеме awareness до градските власти да го зачуваат ова место. Погледнете ги фотографиите и се гледаме у наредно видео. Peace!